Половина од менталните пореметувања во староста почнуваат во детските и тинеџерските години, сметаат експертите. Секако дека траумите во раниот период, раниот развој на детето, на човекот, можат многу да влијаат во понатамошниот живот. Според последната здравствена анализа, секој пети жител на Истокот страда од некаков вид психичко нарушување. Најмалку половината од овие заболувања влечат корени од младоста, па затоа тие треба навреме да се препознаат. Токму поради ова, денес во Штип беше организирана работилница. Целта на овие работилници е да се направат младите свесни за важноста на психолошката состојба, на менталното здравје, да скренеме внимание на младиве колку е важно менталното здравје и како тоа се проектира и на сопственото тело. Меѓународната статистика покажува дека околу 20% од децата и младите имаат сериозни психички проблеми. Од тука интересот за ваквите работилници е голем. Интересот е доста голем, но поради интерактивна работа со учесниците, ова работилница е ограничена на 20 апликанти. Се работи за студенти од психологија, медицина, социјална работа, највеќе апликации имаме од тие области, но не изостануваат и другите. Имам сретнато многу луѓе, сум присуствувала на работилници други каде што се работи со такви деца, во главно деца. И како сум реагирала нормално, ми е тоа, мислам, треба да се работи со тие деца, треба некој да им покаже како треба да ги прифатиме исто како и сите други во општеството. Загрижува фактот што самоубиството е трета водечка причина за смрт кај тинеџерите, а детската и адолесцентната психијатрија е исклучително дефицитарна струка.